Интегралната заштита на растенијата представува научно заснован концепт за управување со штетните организми кој се темели на комбинирана примена на различни методи за заштита со цел да се одржи нивната популација под прагот на економска штетност. Тоа значи дека прво се применуваат превентивни и природни мерки, како правилен избор на сорти, примена на плодоред, употреба на механички и физички мерки или биолошка заштита, а хемиските средства се користат само тогаш кога навистина постои потреба. Треба да знаеме дека пестицидите не се користат превентивно или по навика, туку само тогаш кога мониторингот ќе покаже дека бројноста на штетните организми го надминуваат прагот на економска штетност. Тоа е моментот кога штетите што би ги предизвикале штетниците во производството би биле поголеми од трошоците за нивно сузбивање, па примената на пестициди станува оправдана и неопходна. При тоа, главната идеја на интегралната заштита не е целосно уништување на штетните организми, туку одржување на нивната бројност под економскиот праг на штетност. Односно, целта на интегралната заштита е воспоставување рамнотеже која ќе овозможи економски одржливо производство со минимални ризици за животната средина и човековото здравје. Во денешно време интегралната заштита представува основен принцип на современото и одржливо земјоделско производство. Во услови на интензивно земјоделско производство, климатските промени и зголемени барања за безбедност на храна, интегралната заштита станува неопходност. Долготрајноста и често несоодветната употреба на пестициди може да доведе до загадување на почвата и водата, намалување на биолошката разновидност, појава на резистентност кај штетниците. Од друга страна, потрошувачите се повеќе бараат производи, односно храна која што е произведена со помала употреба на хемиски средства, односно бараат побезбедна, поквалитетна и поздрава храна. Токму затоа интегралната заштита станува вклучен дел од современото одржливо производство. Таа овозможува усогласување на економските интереси и производителите со барањата за заштита на животната средина и јавното здравје. Интегралната заштита се заснова на неколку фундаментални принципи. Првиот е превенцијата секако, односно создавање услови кои ќе ја намалат можноста за појава и развој на штетни организми. Вториот е редовен мониторинг и правилна идентификација на штетниците, болестите и плевелите. Особено важен е концептот на економски праг на штетност, кој представува ниво на напад при кое примената на мерки е економски оправдана. Предност секогаш се дава на нехемиските методи, додека пестицидите се користат само тогаш кога останатите мерки не обезбедуваат доволна ефикасност. Целта е да се постигне ефикасна заштита со минимално влијание врз екосистемот. Во интегралната заштита се користат повеќе различни мерки кои меѓусебно се надополнуваат. Големо значење имаат агротехничките мерки како плодоредот, правилната обработка на почвата, навремената сеидба, изборот на отпорни сорти, примена на физички и хемиски мерки и механички и физички мерки. Овие мерки секако помагаат од самиот почеток да се намали ризикот од појавата на болести и штетници. Покрај тоа, многу важно е следењето на посевите, односно мониторингот. Тој овозможува навремено следење на појавата, распространетоста и бројноста на штетните организми, што е основа за донесување правилни одлуки за заштита. Во пракса се користат различни методи за мониторинг, како што се визуелен преглед на посевите, феромонски мамци, лепливи плочи и така натаму, и во денешно време секако модерните технологии. Благодарение на сите овие информации кои што ги добиваме, третманите секако може да се изведуваат само тогаш кога навистина постои потреба, со што се намалуваат и трошоците и секако негативното влијание врз животната средина. Во денешно време во интегралната заштита се поголема примена има и биолошката заштита, односно користење природни непријатели на штетниците. Хемиската заштита останува како последна мерка кога останатите методи не се доволни за да се спречи економската штета.
Биолошката заштита представува еден од најзначајните сегменти на интегралната заштита, која се базира на примена на природни непријатели на штетните организми, како што се предаторите, паразитоидите и патогените микроорганизми. Тие природно ја намалуваат популацијата на штетниците и во последните децении се забележува значителен напредок во развојот на биолошките средства за контрола, особено во оранжериското производство. Биолошката контрола не само што ја намалува зависност од пестициди, туку придонесува и за зачувување на биолошката разновидност и стабилноста на агроекосистемите. Иако понекогаш делува побавно од хемиската заштита, на долг рок представува многу подржливо решение. Можам со задоволство да истакнам дека во Македонија постојат значителен број производители, особено во оранжериското производство, кои успешно применуваат биолошки мерки за заштита на растенијата. Тие користат природни непријатели за контрола на штетните инсекти, како и биолошки препарати базирани на микроорганизми за заштита на посевите од штетници и причинители на болести. Апсолутно. Интегралната заштита не ја исклучува хемиската контрола, туку ја интегрира во поширок систем од мерки. Кога постои ризик од значителни економски загуби, употребата на пестицидите е неопходна. Сепак, нивната примена треба да биде базирана на мониторинг, проценка на ризикот и избор на активни материи кои имаат најмало можно влијание на корисните организми и животната средина. Значи се одбираат препарати кои се специфични за штетниците и делуваат само на нив, а при тоа нивните природни непријатели не се во опасност. Ако е потребно повеќе кратно третирање, треба да се води сметка на секое следно третирање да се користат различни активни материи со цел да се спречи резистентноста кај штетниците која се јавува како резултат на третирање со една иста активна материја. Ваквиот пристап овозможува долгорочно зачувување на ефикасноста на активните материи и намалување на ризикот од развој на резистентноста. Интегралната заштита се соочува со повеќе предизвици, ќе кажам. Еден од најзначајните и најголемите е тоа што таа бара повеќе знаење, следење и планирање. Земјоделците треба редовно да ги наблюдуваат посевите, да ги препознаат штетниците и да знаат кога навистина е потребен третман. Значи, успешната примена на интегралната заштита бара континуирана едукација на производителите, добра советодавна служба и пристап до современи технологии, мониторинг и контрола. Сето ова бара координирана соработка меѓу научните институции, стручните служби и земјоделските производители. Дополнително, климатските промени секако влијаат врз појавата на ширењето на многу штетни организми, па понекогаш состојбите стануваат потешко предвидливи. Проблем може да биде и ограничената достапност на биолошките препарати или нивната повисока цена. Сепак, со добра едукација и советодавна поддршка, интегралната заштита може успешно да се применува и да даде многу добри резултати. Интегралната заштита ќе има централна улога во идниот развој во земјоделството. Европските и светските политики се повеќе се насочени кон намалување на зависност од пестициди и развој на подржливи производствени системи. Во наредниот период се очекува поголема примена на прецизното земјоделство, вештачката интелигенција, автоматизираните системи за мониторинг и новите биолошки средства за контрола. Овие технологии ќе овозможат навремено откривање на проблемите и попрецизна примена на мерките за заштита. Крајната цел останува иста – обезбедување стабилно и економски исплатливо производство на храна со истовремено зачувување на природните ресурси и биолошката разновидност. За реализација на овие цели ќе бидат потребно добро едуцирани млади кадри кои ќе ги применуваат современите научни достигнувања во земјоделството. Затоа би сакала да ги охрабрам идните средношколци да размислат за студии од областа на земјоделството. Производството на храна е една од најважните и најблагородните човечки дејности, бидејќи директно придонесува за благосостојбата и безбедноста на општеството. Земјоделството денес не е само работа на нива, туку современа наука која ги обединува биологијата, екологијата, технологијата и иновациите. И за крај би кажала, интегралната заштита на растенијата не представува само збир на мерки за контрола на штетните организми, туку баш филозофија на одржливо производство. Таа го
поврзува научното знаење, современата технологија и практичното земјоделство со цел да се обезбеди безбедна храна, економска одржливост и заштита на животната средина. Затоа повторно ќе се обратам до младите луѓе кои се наоѓаат пред изборот на својата професионална иднина. Земјоделството е стратешка гранка без која не може да постои ниту едно општество, а производството на храна е една од најодговорните професии. Студиите на земјоделскиот факултет нудат можност за стекнување современи знаења и вештини, работа во динамична и перспективна област и директен придонес кон обезбедување квалитетна и безбедна храна за населението. Ги охрабрувам идните средношколци да го изберат земјоделството како своја професија и да станат дел од генерацијата која ќе го гради одржливото земјоделство на иднината.